Добро вечер, Велес. Добро вечер за ВМРО ДПМН. Добро вечер за победникот на овие избори, Коалицијата за обнова на Македонија. Добро вечер, победници. Ви благодарам за овој величествен пречек и ви благодарам за сето она што го правите за нас и за Македонија. Како што е редот, ќе ми дозволите пред да започнам да говорам, да се заблагодарам на оние луѓе кои што многу внимателно го создава Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Велес. А тоа се основачите и ветераните. Ви благодарам за се што правевте за Македонија и за ВМРО ДПМН. Ке ми дозволите да искористам оваа можност да се заблагодарам и на сите членови, на сите симпатизери, на сите активисти, на младите луѓе кои што се дел од Унијата на млади сили, дамите кои што се дел од Унијата на жени, представниците на коалиционите партнери од Коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам за се што правевте и за Македонија, но и за оваа победничка коалиција Обнова за Македонија. Еден пријател кој што не живее во Македонија, кој што живее надвор, денеска ми рече, вели вака: Заев е вистински кошмар за вас, за македонците. Но затоа пак е најдобриот сон за некои ваши соседи. Јас му велам, да, точно во право си. Знаете ли зошто е тоа така? Вели, не знам. Затоа што секогаш интересот на сопствениот народ, на сопствената нација, на сопствената држава му е последен на списокот кој што го чува во джебот. На првите две места се повеќе пари за него, повеќе пари за неговото семејство, по некое парче од нашата Македонија да се распродаде и по некој грст повеќе жолтици во джебот на неговото семејство и во неговиот личен джеб. Затоа, драги велешани, почитувани пријатели, за некого Заев е вистински кошмар, а за некого е најдобриот сон. Ова не се обични избори. Ова се избори кога одлучуваме за единината на нашите семејства, избори кога одлучуваме за единината на нашите потомци, но избори кога треба да го обелиме образот на нашите предци кои што со живот го платиле ова што денеска ние го живееме. Ова се избори на вистинска пресвртница. Затоа што на овие избори на 15 јули изборот е помеѓу неправдата, помеѓу омаловажувањето и понижувањето и помеѓу правдината, честа и гордоста. Ова се избори кога од вас поддршка ќе бараат политичари кои што се истрошени, потрошени уште од времето на транзицијата и кои што воопшто немаат никаква идеја, ниту пак визија за онаа Македонија за која што ние сонуваме, и политичари кои што имаат и визија, и стратегија, и мотив да се справат со сите предизвици кои што се пред нив исправени. Ова се избори, почитувани пријатели, помеѓу онаа Македонија која што е со искривена кичма и Македонија која што е гордо исправена и која што овој народ ќе ја исправи целосно на 15 јули 2020 година. Јас тоа го чувствувам уште на првиот наш собир, уште на првиот настан во градот Охрид кога тргнавме во оваа кампања за предвремените парламентарни избори. Тоа го чувствувам буквално секаде каде што бев, и во Кочани, и во Кавадарци, и во Прилеп, и во Битола, и во Тетово, и во Гостивар, и во Кичево, и секаде буквално, еве и овде во Велес. Чувствувам дека кај секој еден проработува оној пиреј по кој што македонскиот народ и останатите граѓани во оваа држава се препознатливи. Како се буди и се собира околу обновата која што доаѓа, обновата која што победува. Драги пријатели, почитувани сограѓани, за години од денес секој од вас ќе си го постави прашањето дали кога беше најважно и кога беше најпотребно, јас
бев доволно одлучен и храбар и се исправив пред предизвикот. Застанав наспроти оние луѓе кои што сакаа да ја парчат, делат мојата татковина. Застанав во одбрана на интересите на мојот народ, на моите сограѓани. Знам дека тоа не е лесно и не е едноставно да се признае. И знам дека можеби секој од вас носи по некоја неправда во себе длабоко и си вели зошто мене ова мораше да ми се деси. Ова не е фер. Зошто токму мене ми се случува ова, јас тоа не го заслужувам. И јас потполно ве разбирам кога така се чувствувате, бидејќи и јас напати во мојот живот така сум се чувствувал. Но тоа не треба да не обесхрабри и демотивира. Напротив, тоа треба дополнително да не мотивира да продолжиме да се бориме во она во кое што веруваме. Да се бориме заедно сите еден до друг, да стигнеме до крајната цел. Попат ке има многу искушенија и многу предизвици, а колку е повелика и поголема нашата крајна цел, толку тие искушенија, тие предизвици ќе бидат поголеми. Многу ќе ви речат не вреди, попусто е, нема потреба зошто да се трудите, работата е завршена, изгубена е. Не, тоа не треба да ве разочара, тоа треба дополнително да ве мотивира да продолжите да се борите се до реализација на крајната цел, се до реализација на нашиот сон, кој што заеднички го сонуваме, а тоа е силна Македонија. Македонија најдобрата држава на Балканот. Вреди да се бориме за тој сон, еден до друг, рамо до рамо. Овој народ, без разлика на етничките разлики, на верските разлики, секогаш се обединувал кога било најтешко. Се спротивставувал и на многу поброен и на многу помоќен противник од ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. И затоа сум убеден дека за години од сега, кога ќе си го постави тоа прашање, одговорот ќе биде јасен и гласен. Да, тогаш на тој 15 јули јас се испречив на предизвикот, се обединив со моите сограѓани и застанав и се борев за ова што денеска го живеам, а тоа е мојата онаа Македонија која што ја сонувавме со мојата генерација. Знам дека одговорот ќе биде да и знам дека гласот на народот на 15 јули ќе биде многу силен позади параванот. И никој не може да го спречи тоа. Сите оние кои што се закануваат, кои што уценуваат, кои се обидуваат да подкупуваат, треба да знаат дека позади параванот никој не ве гледа. Таму сте вие суверен владател на вашиот глас. Таму е потребно обединување, без разлика на нашите верски и етнички разлики. Ние се обединуваме околу нашиот сон за нашата Македонија во која што сите ние сме се родиле. Ова е нашата татковина која што ни дала се. Тука сме се радувале, тука сме тагувале и сигурно тука ќе го завршиме нашиот живот. Овој пат е потребно да се обединиме и да го поставиме прашањето што треба ние да направиме за неа, а не што треба таа да направи за нас. Затоа ве повикувам масовно на 15 јули да излеземе и да го заокружиме бројот 14 пред името на Игор Јанушев за победничката коалиција предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата за обнова на Македонија. И ова не го зборувам затоа што денеска овде во Веле сакам да зборувам за политиканство. Туку сум брутално искрен и го зборувам од душа, од срце. Затоа што за мене секогаш Велес представувал посебен мотив и да говорам и да доаѓам. Ке дојдат и тие, ке ја стават раката на срце, ке ја навалат главата налево надесно, ке почнат да ви зборат и за жицата, и за племето, и за семето, и така изгубени, ке кажат по неколку десетици невистини. Не верувајте на човек кој се колне, а потоа го прави она спротивното. Ке поделат и по некој пакет милостина, мислејки дека така ке тргуваат
со поддршката на народот, мислејќи дека народот ќе заборави што се случувало изминативе повеќе од 3 години. Мислејќи дека народот има кратко помнење и ќе заборави оваа пандемија СДСМ предводена од Зоран Заев, која што трае повеќе од 3 години. Земете ги подароците, земете ги картоните, тие се купени со ваши пари кои што се украдени и рекетирани. Завртете им го грбот, покажете им го тилот, затоа што тие мора да завршат на срамната страна на политичката историја. Ние треба заедно да испишеме нова историја. Горда, честна, честита историја, достоинствена. Доста е од политичари елитисти кои што политиката ја поимаат само во скапите кожни фотели, дебелите црвени персиски килими и возејки се во климатизираните лимузини. Доаѓа време на политичари кои што заедно со народот овде ќе кројат политика, а тоа што ќе го договорат, тоа и ќе го испорачаат. Заврши времето на политичари кои што од канцеларии решаваат. Тука заедно со народот ќе бидеме, ќе зборуваме и тука ќе носиме заедно со народот одлуки. Би сакал неколку зборови да кажам за матрицата на СДСМ, нашиот политички противник. Таа е содржана во 4 главни чекори. Првиот чекор е предизборна лага. И таа е толку брутална и таа е толку голема што можеби ќе предизвика да некој поверува. Доколку се случи да добијат можност да управуваат со владата или како што тие би рекле да владеат, тогаш првата работа што ќе ја направате големо национално предавство и понижување. Втората работа која што ќе ја направате плячка, криминал и корупција. И третата работа ќе го зароват обвинителството и судството, за да се пресметаат со политичките противници, а судството им е потребно за да амнестираат некоја неправда направена од нивните претходни влади. Еве преку пример ќе се обидам ова да го илустрирам. Првата нивна влада што направи? Најголемото национално предавство се откажа од нашето државно знаме во тоа време. Ја додаде срамната референца поранешна, ветувајќи ни иднина. А што донесе? Донесе плячка, криминал и корупција. Сетете се во тоа време на транзицијата како се плячкаше капиталот, кога родителите дома ни се враќаа разочарани бидејќи беа прогласени за технолошки вишок. Како се плячкаше народот преку штедилницата ТАТ. Сетете се на втората нивна генерација, која што ја донесе територијалната распределба, кога се парчеше, делеше Македонија. Сетете се на тогашните криминали, сетете се на она криминална мултимилионерска афера наречена Тенковски делови. За оваа третата не сакам ни да зборувам, оваа ги прошири и надгради сите поранешни генерации. Овие станаа буквално доктори по наука за политичка измама. Од каде да почнеме? Од името, од идентитетот, од достоинството, од културното наследство. Што ли остана уште овие луѓе да продаваат, распродаваат и да тргуваат? А кога сме кај криминалот, човек може да почне од сега да реди, па да заврши утре наутро. А ќе заврши со последниот срам, а тоа е историски најголемиот криминал внатре собран во една Луи Витон ташна. Тоа е од прилика начинот, почитувани пријатели, каква е матрицата на СДСМ. Четвртиот пат на маса е Македонија. И на секој оној кој што не му е јасно, да му стане јасно. Разгласете секаде дека коалицијата СДСМ-БЕСА на маса ја става Македонија. Федерализација, а потоа
неизино уништување. Секој оној кој што ќе излезе новија избори на 15 јули, треба да знае, заокружувајќи го името на слугата на Зоран Заев, Љупче Николовски, заокружува за федерализација и уништување на Македонија. Секој оној. Затоа, ја користам оваа прилика и овде од Велес, да ги повикам и оние кои што се политички неопределени, но и оние кои што се членови и поддржувачи на СДСМ. Вие не поддржувавте вакво СДСМ со ова раководство и со овој лидер на СДСМ. Овие се вашиот срам. Овие луѓе се вашиот кошмар. Дојдете, застанете до нас. Најпрвин да ја ослободиме Македонија од нив, а потоа ќе ви помогнеме да си ја ослободите партијата. Нас ни треба конструктивна опозиција после 15 јули. Нас ни треба исто опозиција која што си ја сака Македонија. Не ни треба ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Дојдете, застанете со нас, да се обединиме за да ги поразиме, да се исправиме за да ја исправиме Македонија. Почитувани пријатели, драги Велешани, ќе ви кажат овде кога ќе дојдат дека можат. А во суштина, можам да кажам дека тие можеа, но за жал ништо не направија. Можеа да направат навистина по достоинствено место за живење, да се гордеат луѓето, а не да се срамат од лидерството кое што е во владата. Можеа навистина да направат подобри услови за живот. Навистина можеа да направат реформи во правосудството, а не сето тоа да биде напикано во една Луи Витон чанта и по некоја трас судска одлука. Сетете се само на тоа кога ветуваа правда и мир. Од мирот направија немир, болка во срцата на луѓето. Ова политичко мучуриште ги влече надоле луѓето. Сетете се само каков е немирот на оние родители на дечињата од Смилковско, кому Заев им ветуваше пред изборите во 2016-та дека ќе ја дознаеле вистината. А што направи? Кога имаше прилика прва, ги ослободи сторителите на тој грозоморен чин. Сетете се каков е немирот во душата на семејството Нешковски, на Јанушев, на Колјо. Патриоти денеска се возандани по 15-17 години затоа што си ја сакале Македонија, а убиецот на Колјо едва и 3 години доби затворска казна. За ваква ли правда, за ваков ли мир се боревме? Не. Нас ни треба вистинска правда и вистински мир. Се сеќавате кога ветуваа дека ќе поставеле семафор над капијата во центарот на Скопје и ќе вртел бројчаникот со милионите. Се уште напојување не му донесоа. Во струја не го вклучија, а камоли милионите да вртат. Тие што довчера им беа режим, сега им се верни слуги и први коалициони партнери. Затоа не вртат милионите на бројчаникот, туку тие милиони се хипотеката за да овие останат на слобода. Затоа стојам пред вас и ви ветувам дека ќе има безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата и од 16 јули сите кои што се огрешиле пред законот, без разлика на политичката припадност, ќе одговараат. Мора да има одговорност во оваа држава. Мора од некаде да почнеме. Не може беззаконието да биде пред законите. Не може неправдата да царува. Не може криминалците да бидат главни во општеството. И не може младите луѓе да бараат чарен надвор од државата, разочарани, бидејќи ова е таа тешка, сурова реалност. Драги пријатели, обновата подразбира и борба за систем на вредности. Вредности кои што секој наш граѓанин во себе ги чува. Тоа е трудолюбивоста,
честноста, честитоста, хуманоста, желбата да се помогне. Мора овие вредности да ги вратиме на пиедесталот, се подзаборавија. Тоа се атрибутите на секој граѓанин во оваа наша држава. Без разлика на етничките разлики, дали сме македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци. Ние сме сите домакини, еснафли луѓе. Луѓе кои што си ја почитуваат и сакаат татковината, семејството, соседите, пријателите. Мора овие вредности да се вратат. Јас ви ветувам дека повеќе никој нема да владее со народот, туку ќе управува со владата во име и за интерес на народот. Доста е од политички елити.